председателе. Колега Бафри, навистина се сложувам секоја чест за она што го кажавте, дека оваа власт нема ниту авторитет, нема ниту легитимитет во моментов да продолжи да владее со државата. Бидејќи навистина на народот му е дојдено преку глава од ваквите пазар политики. Ова лицемерие што се случува во моментов, веќе не може никој ни да го трпи и е неодржливо за функционирање на државата. Ние зборуваме тука за лоши политики, за неспроведување на капитални, нереализирање на капитални инвестиции, за инфлација, за долгови, а од друга страна на граѓаните му дојде не само преку глава да не слушаат сите, туку се борат секој ден за гол живот. И буквално за гол живот, бидејќи ни се случува нешто што не се случувало со години. Ни умираат луѓе по болници, бидејќи оваа неспособна номенклатура на власт не може ниту да го вароса она што се изгради за време на ВМРО ДПМН. Ни се случува да умираат луѓе по болници од неодржување на хигиена, а не да бараме од овие неспособни луѓе на власт да изградат нови болници, клинички центар во Скопје, клинички центар во Штип и болницата која веќе ќе направи за брзо пола век откако е означена незиниот почеток за градба, болницата во Кичево, и се уште е закочена таму, ништо не се случува. И тоа лицемерие го доживува врвот, бидејќи овдека се врши пазар, се зборува кој бил крив зашто не потпишал за лекови за луѓето со ретки болести, за починатиот Благојче од Битола, а не така далечно ни ја спомените кога сите вие протестиравте за Тамара. Зошто сте лицемерни и не излеговте да кажете ниту еден збор за тоа што вашиот премиер не нашол време од овие пазар политики да потпиши одобрување за средствата за болните со цистична фиброза и сега ни умираат луѓе. Лицемерни сте да спомните дека ни умираат луѓе во болници од нехигиена, а овдека ќе зборувате за развој, ќе критикувате поранешни политики. Благодарам.